Отворен првиот ресурсен центар за граѓански организации во Штип. Се работи за простор кој ќе им биде ставен на располагање на сите невладени организации, со цел нивно поголемо активирање и ангажирање во општеството. Граѓанските организации ќе може овде да се среќаваат, да организираат настани, да добиваат основни информации, совети и насоки во нивното секојдневно работење. Ќе добиваат информации за користење на фондовите, повици, постојано ќе бидат информирани каде можат да се обратат и останата логистичка поддршка. Значи имаме овде копир, фотокопир, имаме флипчарт табла, имаме прожектор, LCD, се што имаат потреба, ние ќе им пружаме помош. Меѓу другото, преку ресурсниот центар треба да се подобри и комуникацијата на невладиниот сектор со државните институции. Нешто што во последно време тргнало на подобро. Во последниот период е навистина подобрена соработката со граѓанските организации, имајќи предвид дека се повеќе зголемена учеството на граѓанските организации, нивното консултирање при донесување на одлуките, особено како што знаете каква е состојбата во последно време, се повеќе се слуша гласот на граѓанските организации во донесувањето на одлуките. Од друга страна пак, во делот на финансиите, граѓанските организации годинава биле извисени. Владата имаше преку генералниот секретаријат се доделува пари на граѓанските организации, меѓутоа оваа година тој повик не излезе. Така да тоа баш не е позитивното. Ресурсниот центар во Штип е отворен преку проект финансиран преку Европската унија и ќе се спроведува во наредните 3 години. За неговото отворање и спроведување на активности обезбедени се половина милион евра. Центарот го отвори штипскиот градоначелник Бочварски, според кој истиот треба да обезбеди позитивна клима за развивање граѓански активизам, но и услови за јакнење на капацитетите на граѓанските активисти и нивните организации. Крајната цел би била заедничка платформа за соработка на граѓанскиот сектор со институциите. Инаку, според Централниот регистар, во Македонија има регистрирано околу 14.000 граѓански организации, а само во Штип нивниот број е околу 300. Сепак, вистински работат само мал број, додека останатите се водат само на хартија.